Кочанските ВМРО-вци бараат пари од државата за проекти што не ги сработи локалната власт, обвини на преспратеникот Сашко Костов. Реакцијата на Костов доаѓа откако претходно неговиот колега од ВМРО ДПМН Иван Иванов соопшти дека биле одбиени неговите амандмани за ребалансот на буџетот кои се исклучително важни за Кочани. За општина Кочани побарав средства за изградба на нова детска градинка во село Тркање и проширување на постоечките капацитети на постојната. Побарав средства за изградба на катна гаража во централното градско подрачје. Побарав средства за покривање на градскиот базен, изградба на нов кружен тек во градот, за реконструкција на постоечката водоводна мрежа во село Рајчани и село Пантелеј, како и на нова водоводна мрежа во туристичкиот центар Пониква. Стои во соопштението на Иванов. Се во ова Костов го оквалификува како лицемерен потек зашто со години наназад и парите и локалната власт биле во рацете на ВМРО. Вашата желба за покривање на градскиот базен и пуштање геотермална вода во него ја промовиравте уште за локалните избори 2013 година, но и по толку години ветувањето остана неостварено. Вие изгледа не живеете во општина Кочани, па и не знаете дека во село Тркање нема градинка, па поради тоа нејзините капацитети не можат ни да се прошират. Вашата желба за изградба на детска градинка во село Тркање ви остана неостварена, исто и како и ветувањето за изградба на канализација во ова населено место. Што се однесува за изградбата на катна гаража, Костов го кажа следново. Барате пари од буџетот за државата за изградба на катна гаража, а не кажувате каде ги потрошивте парите од продажбата на државно градежно земјиште во центарот на градот и од комуналите што ги добивте од инвеститорите на зградите во општина Кочани. Направивте кружен тек, за да по кратко време го направивте некаков квази кружен тек, со што го зголемивте совраќајниот хаос во градот. Изградбата на кружен тек на дуплиот мост ви остана неостварена желба, бидејќи останавте без сомнителни тендерски сделки и провизии. Препукувањата помеѓу Костов и Иванов од Кочани доаѓаат по оние меѓу Манаскова и Митева од Виница, што секако навестува жешка политичка кампања во очи на локалните избори.